Додека американските законодавци размислуваат за милиарди долари помош да и помогнат на Украина во борбата против Русија и конфликтот на Израел со Хамас, има нови прашања за милиардите во помош испратени до Авганистан откако американските сили се повлекоа од земјата во август 2021 година. Знаеме дека талибанците се занимаваат со кражба и преносочување на овие средства за да им служат на нивните злобни цели. Она што ме мачи е дека администрацијата на Бајден води политика на ангажирање по секоја цена. САД се единствениот најголем меѓународен донатор на Авганистан, но Џон Сопко, специјалниот генерален инспектор за обнова на Авганистан, им рече на законодавците дека не може да гарантира оти средствата одат на вистинските места. Документиравме дека талибанците добиваат средства од САД. Не успеавме да ја идентификуваме точната сума и како што е спомена во мојата изјава, знаете, крадците обично не рекламираат колку крадат. Американските законодавци признаваат дека ќе има хуманитарна катастрофа ако САД се оддалечат од Авганистан. Критично е да го зачуваме просторот за да се вклучиме со талибанците оному каде што треба, но не верувам дека ќе добиеме подобри политички резултати со негирање на таа реалност. Претходно годинава Обединетите нации проценија дека предвидениот пат на меѓународната помош од 30% ќе има катастрофални последици врз економијата на Авганистан. Сопко им рече на законодавците дека прекинувањето на помошта ќе влијае и на политиката на САД. Луѓето само ќе гладуваат и ќе умираат на улица, без оглед на контролата или влијанието што го имаме, што мислат дека е минимално. Ќе исчезне ако го намалите тоа. Меѓународниот комитет за спасување предупреди дека одлуката на Пакистан насилно да врати десетици илјади афганистански бегалци, од кои многумина живеат во Пакистан со децении, може да ја зголеми кризата. Државата не може да си дозволи да ги прифати илјадниците семејства што пристигнуваат. И веројатно е дека тоа ќе ја растегне економијата уште повеќе. Значи ситуацијата за Авганистан како целина, исто така, веројатно ќе се влоши. Група американски законодавци планираат да го натераат Пакистан да ја повлече таа одлука.